Ни кинеските, ни Фајзеровите, ниту преку Ковакс механизмот. Туку првите вакцини кои ќе пристигнат во Македонија можна да бидат руските. И тоа за викендот, поточно во недела. Но според премиерот Заев, и тоа не е сигурно. Секој ден очекуваме конкретна информација кога, и јас сега имам информација кога ќе стигнат. Првите 3000, ама како да ја кажем ако не стигнат. Во недела ги очекуваме 3000 преку ДХЛ да дојдат. Министерот се организира со амбасадорот да ги пречекат и нормално да ги пуштат и тие во промет. Од 97-те остануваат веќе следната недела и после таа недела. 21.000 од Pfizer се потврдени до крајот на месецот. Договорот е конечно стигнат после сите прашања кои што нивните правни служби ги поставија и министерот е каже и динамиката, што е за втор квартал, што е за трет, што е за четврт квартал. Фала Богу, стигна и од Ковакс информацијата дека ќе испочитуваат до крајот на првиот квартал, тоа значи до крајот на овој месец март, да стигнат првите количини. Веројатно и тие се некаде меѓу 20 и 30.000. Знаете дека се уште очекуваме од Кина, каде што дури плативме аванс, па повлековме аванс, се со конечна цел да потврди Министерството за надворешни работи дека е во ред. Според предходните најави, нашата влада бара да набави 100.000 дози Спутник В. До сега единствените вакцини со кои располага Македонија се вакцините од Pfizer, кои ги добивме како донација од Србија, и со нив се имунизираат здравствените работници. Земјава и покрај безбројните најави, сте уште ги чека вакцините од Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, но и од Спутник В. Премиерот денес информираше дека има и нови понуди за набавка за вакцина на AstraZeneca, кои како што рече имаат постабилни количини. Со тоа што најави дека ќе има разговор со британски представници од највисоко ниво, за да се види дали може за 7 до 10 дена да стасаат и тие вакцини во земјава.